Откако инспекторите го преспаат цело лето, сега ќе ги засилувале контролите во угостителските објекти. Од пазарниот инспекторат вела дека оние ресторани кои организираа свадби и други веселби, но и наголемо ги прекршиле протоколите за заштита и натаму нема да бидат затворени, туку само предупредени, зашто за тоа не били усвоени законските измени. И до нивно стапување во сила, од инспекторатот апелираат на одговорност и свесност на граѓаните. Нашата единствена надлежност е само да поднесеме кривична пријава до јавното обвинителство, односно до соодветниот суд. Додека се изготви решението, сакате да кажете дека според некоја логика може да си прави кој што си сака и ќе добие само опомена, но не и казна. Ниту една инспекција, ниту една, да не речеме полиција, може да излезе на крај ако некој сака да направи некаков прекршок. Сепак ние сме тука сето тоа колку што можеме да го спречуваме, а кај некого ако не делуваат казните, не знам што друго да преземеме. Иако недостасуваат инспектори, од инспекцијскиот совет се правдаат дека сепак ќе се стигнело секаде. Сега најавуваат и казни за фирмите што нема да ги почитуваат мерките за заштита, и тоа од 2500 до 30.000 евра во зависност од компанијата. До сега угостителските објекти можеа да работат и подоцна и сепак се стасуваше да се проверат нели сите угостителски објекти каде што имаше потреба тоа да се направи, така да не гледам причина зашто не би можеле сега да го направат тоа со оглед дека работното време ќе биде пократко. И додека се чекаат законските измени и само се апелира, периодов на големо се организираа свадби и веселби. Последна во низата беше онаа во Скопско Глумово, каде во ресторан беа собрани дури 250 гости. И наместо итно затворање на локалот, газдата доби само кривична пријава за непочитување на мерките, што само по себе е катастрофално ако во предвид се земат бројките на новозаразени кои секојдневно растат.